Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ке го обработиме оној текст од Евангелието според Јован, кој го нарековме Господовата молитва. Може би ке се сетите, на минатото проучување спомнав дека често молитвата Оче наш се нарекува Господова молитва. Но Оче наш не е молитвата која ја молеше Исус, туку молитвата која неговите следбеници треба да ја кажуваат. Слушнете што пишува во стих 2. Како што си му дал власт над секое тело, та на се што си му дал, да му даде вечен живот. Ова е навистина моќна изјава. Исус има власт над секое тело. Покрај другото, тоа значи дека може да направи да му се поклони секој поединец кој живее на овој свет. Тој може да ги потчини сите луѓе под својот авторитет и може да направи да го почитуваат. Но, ако го стори тоа, ќе ја погази слободната волја на човекот. А тоа е последното нешто што го сака. Исус има власт над секое тело, но не секое тело ќе добие вечен живот. Единствените луѓе кои ќе го наследат вечниот живот се оние кои веруваат во неговата смрт и воскресение. Сето ова неминовно не носи до една тема која во теологијата е позната како предодреденост. Нема да навлегувам детално во таа дебата. Секој може да си верува што сака во тоа. Од една страна, ги има оние кои веруваат дека Бог ги предодредил спасените и никој друг освен нив не може да се спаси. А од друга страна се оние кои сметаат дека спасените не се предодредени и дека секој може да се спаси. Мислам дека вистината е некаде на средина. Кога некој човек дошол кај Спрџан за да разговара на оваа тема, познатиот проповедник рекол дека нема начин како да се знае кои луѓе се предодредени. Затоа, најдоброто нешто што можеме да го направиме е да го проповедаме Евангелието на секој човек и јасно да кажеме дека секој е повикан да биде спасен. Господ Исус многу јасно кажа дека секој што ќе дојде кај Него и ќе поверува во Него, ќе биде спасен. Тој повик важи и за вас денес. Ако се уште не сте поверувале во смртта и воскресението на Господ Исус Христос, сакам да знаете дека можете денес да го сторите тоа. Бог ве повикува на вера и покаяние. Ако го прифатите Неговиот повик, ќе бидете спасени. Ако не го прифатите, ќе бидете осудени. На самиот почеток од молитвата, Исус вели дека им дава вечен живот на оние кои се одзиваат на Неговиот повик. Секој од нас има слободна волја и може да одлучи што ќе прави во однос на Бог. Слободната волја ни е дар од Бог и затоа треба мудро да ја користиме. Стих 3. А животот вечен е тоа, да те познаат тебе, единиот вистински Бог, и испратениот од тебе Исус Христос. Ова е многу важна дефиниција за вечниот живот. Што е тоа вечен живот? Одговорот на Исус е да го познаваме единствениот вистински Бог и испратениот од Него Исус Христос. Спасението не е прашање на тоа колку информации знаеме, туку што знаеме, или подобро кажано, кого знаеме. Тоа е најважно нешто во животот, да го познаваме Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Истото може да се каже и во однос на верата. Не е прашање колку вера имаме, туку каква вера и во кого ни е верата. Патем, верата не е таа која не спасува, туку Христос. Повторно ќе го цитирам Спрџан кој рекол: верата не те спасува, таа е само средство. Исус Христос е тој кој те спасува поради Неговата смрт и воскресение. Важно е кон што е насочена нашата вера, бидејќи некој може да има голема вера, но во погрешни нешта. Дефиницијата за вечен живот е: а животот вечен е тоа, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и испратениот од тебе Исус Христос. Апостолот Павле напишал: верата доаѓа од слушање, и тоа од слушање на Божиот збор. Што вели Божиот збор? Дека Исус умре на крстот за нашите гревови, беше воскреснат и се вознесе. Тоа е суштината на Евангелието. Ако го прифатиме тоа, Библијата вели дека сме поверувале во Господ Исус Христос и добиваме вечен живот. Стих 4. Јас те прославив на земјата. Го извршив делото што си ми го дал да го извршам. Тука изгледа како Господ Исус да му дава извештај на Отецот за тоа што го направи на овој свет.
Тој вели: Јас те прославив на земјата. Го извршив делото што си ми го дал да го извршам. Кога ги кажа овие зборови, тој се уште не беше распнат, ниту воскреснат, но сепак зборува како тие нешта веќе да се случиле. Бог зборува за нештата кои ќе се случат исто како веќе да се случиле. Со други зборови, тоа значи дека Бог е вон времето и не го смета времето како ние, во минато, сегашност и иднина. Исус рече: го извршив делото што си ми го дал да го извршам. Кога беше на крстот, тој рече: свршено е. Што значат зборовите свршено е? Тоа значи дека вашето и моето спасение се обезбедени преку неговата откупителна смрт. Тој умре на крстот и ја плати казната за нашите гревови. Свршено е. Казната за гревот е платена и никој не може да го промени тоа. Спасението не го добиваме според своја заслуга, туку врз основа на верата во Исусовата заслуга. Забележете што пишува во стих 5. И сега, прослави ме ти, Оче, во тебе самиот, со славата што ја има во тебе, уште светот пред да настане. Во посланието до Филипјаните пишува дека Исус стана како еден од нас. За жал, има луѓе кои не ги разбираат тие стихови и тврдат дека кога Исус дојде на овој свет, тој ја остави зад себе својата божественост и дојде како најобичен човек. Но тоа не е вистина. На почетокот од ова Евангелие, Јован многу јасно кажува дека Словото стана тело. Малото бебе кое се наоѓаше во утробата на Марија е Бог, оној кој го создаде светот. Исус не беше 99,44% Бог, туку 100% Бог. Кога дојде на оваа земја, тој на некој начин ја остави зад себе славата која ја имаше уште од вечноста. Иако многумина го прославија додека беше на земјата, сепак имаше и такви кои го отфрлија и не сакаа да имаат ништо со него. Кога се роди, дојдоа да му се поклонат само мудреците и пастирите. Но не требаше да биде така. Требаше да дојде и да му се поклони секое создание. Секој човек кој беше жив во тоа време требаше да го прослави, бидејќи тој е достоен за слава. Како што пишува и во еден од псалмите, се што дише треба да го слави Бог. Трагично е тоа што кога Исус дојде на овој свет, само мал дел од луѓето го прославија. Пред да се врати на небото, Исус му рече на Отецот: И сега, прослави ме ти, Оче, во тебе самиот, со славата што ја има во тебе уште светот пред да настане. Со тоа ја заврши молитвата за себе. Исус се моли за учениците. Последните стихови Исус се застапува за учениците. Во следниот стих кој ќе го прочитам, има некои зборови кои ја опфаќаат темата на предодредувањето на спасените. Ако сакате, можете да не ја прифатите таа доктрина, но мора да знаете дека е присутна во Светото писмо. Со оглед на тоа што Исус ја спомна во неговиот разговор со Отецот, сметам дека треба да ја обрнеме внимание. Реалноста е дека оваа доктрина е навистина тешка да се разбере. И лично за себе ќе кажам дека не ја сваќам целосно. Сум прочитал голем број теолози кои пишувале на оваа тематика. Ходж, Калвин, Торнвол, Шед, Стронг и слично. И покрај тоа што имам прочитано многу материјали на оваа тема, сепак има одреден дел од неа што за мене е мистерија и не се срамам да го кажам тоа. Мислам дека самото учење за предодреденоста на спасените е прекрасно, но убеден сум дека од оваа страна на вечноста нема да можеме целосно да го разбереме. Имајќи го тоа на ум, ќе кажам дека без разлика кој што верува во однос на ова прашање, тоа што е важно е да знаеме дека повикот за спасение важи за секој човек. И затоа треба да го споделиме Евангелието со сите луѓе кои ги сретнуваме, а останатото да му го оставиме на Бог. Потоа вели: го објавив името Твое на луѓето, што си ми ги дал од светот. Тие беа Твои и Ти ми ги даде, и го запазија Твоето слово. Сега разбраа дека се што си ми дал е од Тебе. Господ Исус му го објави на човештвото Божјото име и Божјата љубов. Слушнете што пишува во стих 8. Зашто зборовите што си ми ги дал, им ги предадов и тие ги примија, и разбраа на вистина дека од Тебе сум излегол и поверуваа дека Ти си ме пратил. Иако апостолите се уште имаа за учење, сепак научија многу во 3 години додека беа со Исус. Некогаш мислиме дека апостолите немаа поим што се случува околу нив.
но верувам дека има делумно разбирање за тоа кој е тој. Не разбираа која е неговата цел, дека ќе умре и ќе воскресне, но верувам дека беа свесни дека Исус е Божиот син. Како што можете да забележите, самиот Исус кажува како знаеја дека е пратен од Отецот. Ке го прочитам стих 9. Јас за нив се молам. Не се молам за сиот свет, туку за оние што си ми ги дал, зашто се твои. Ова е навистина интересно. Забележете дека Исус не се моли за светот, туку само за оние кои се негови. Врз основа на тоа што го читам во овие стихови, можам да заклучам дека дури и денес Исус не се моли за светот. Неговата застапничка служба е посветена на христијаните кои живеат во светот. Тој рече, за нив се молам, не се молам за сиот свет. Стихот е многу јасен. Некој можеби ќе рече, мислам дека не е во ред тоа што Исус не се застапува за сиот свет. Но тоа не значи дека Исус не го сака светот. Тој умре за светот. Светот не може од него да побара ништо повеќе од тоа што тој веќе го даде. Не само тоа, туку и го прати Светиот Дух во светот за да сведочи за грев, правда и суд. Исус рече, се молам за оние што си ми ги дал. Упс! Повторно се враќаме на темата која ја спомнав предмалку. Оние што си ми ги дал, зашто се твои? Како што можете да забележите, не можеме да ја избегнеме темата поврзана со предодредувањето на спасените. Ова е една од оние доктрини кои не се лесни да се разберат и на моменти ја прават Библијата да изгледа парадоксално. Да, навистина е парадоксално кога зборувате за тоа дека оние кои се спасени се предодредени, но и дека секој човек има слободна волја. Кога завршив теологија, мислев дека сум толку паметен што можам да дадам логично објаснување на оваа тематика. Не знам кои беа моите аргументи, бидејќи оттогаш наваму помина долго време, но денес, неколку децении подоцна, подготвен сум да кажам дека ги немам одговорите на овие прашања. Стих 10. И се мое е твое, и твоето мое, и се прослави во нив. Тоа е главната цел на нашето спасение, да го прославиме името на Господ Исус Христос. Стих 11. Веќе не сум во светот, но тие се во светот, а јас идам кај тебе. Оче свети, запази ги во твоето име оние што си ми ги дал, за да бидат едно, како што сме и ние. Во овие стихови Исус повторно се моли за единството на неговите следбеници, за да бидат едно, како што сме и ние. Ова е првосвештеничката молитва на Христос и се однесува на времето во кое живееме. Тој се моли за мене и за вас, се моли за единството на верниците, а не за екуменско движење. Исус не се молеше за сите ние да бидеме дел од иста организација или црква, туку за духовно единство на верниците. А тоа е единство кое само Бог може да го даде. Ке ги прочитам следните 3 стиха. Додека бев со нив во светот, јас ги пазев во твоето име. Оние што си ми ги дал, ги зачував и никој од нив не погина, освен погибелниот син, за да се исполни писмото. А сега се враќам кај тебе. И ово му го кажувам на светот за да ја имаат во себе мојата полна радост. Јас им го предадов твоето слово. И светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и јас што не сум од него. Божиот збор е причината поради која светот ги мрази верниците. Преку оваа програма ние ја поучуваме најреволуционерната книга во светот, Библијата. Некој можеби ќе помисли дека сме чудни и старомодни, но мене не ми смета да ме нарекуваат со какви било имиња, се додека цврсто стојам на Божјата страна. Во оваа Божја книга пишува дека не можеме самите да се спасиме, туку дека ни е потребно Христовото спасение. Во неа, исто така пишува дека никој освен Исус Христос не може да го промени светот. Тоа е револуционерна мисла, но и вистинита. На светот не му се допаѓаат овие вистини. Луѓето сакаат да зборуваат за екологија и човечки права и мислат дека со тоа ќе ги решат проблемите во светот. Но реалноста е дека Господ Исус Христос е единствениот кој може да не избави од хаосот во кој се наоѓаме ние луѓето. За жал, се помалку луѓе зборуваат на оваа тема, а сепак е најважната вистина според која треба да живееме. Забележете што пишува во стих 15. Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Многу е важно да го сватиме ова.
Денес многумина со нетрпение очекуваат и се надеваат Христос пак да се врати и се молат тоа да се случи што побрзо. Но забележете дека Исус не се молеше за христијаните што побрзо да го напуштат светот и да бидат во рајот. Тој се молеше Отецот да не чува додека сме тука. Бог повеќе ќе се прослави доколку останеме во светот, отколку ако не земе кај себе. Тоа не значи дека не треба со нетрпение да го очекуваме моментот кога ќе се сретнеме со Него. Но додека дојде тој момент, треба да бидеме свесни дека Бог има задача за нас тука, на земјата. Тие не се од светот, како и јас што не сум од него. Посвети ги со својата вистина. Твоето слово е вистина. Божиот збор има сила да не освети. Ако му дозволиме да действува во нашите срца, Божиот збор ќе направи од нас луѓе кои се христолики. Како ти мене што ме прати во светот, и јас ги пратив во светот. Христијаните не се луѓе од светот, туку луѓе кои живеат и служат во светот. И за нив јас се посветувам, та и тие да бидат осветени преку вистината. Исус се идентификуваше со нас. На ист начин и ние треба да се идентификуваме со Него пред светот. Исус се моли за црквата. Слушнете го последниот дел од оваа молитва. Забележете дека од сега натаму Исус се моли за црквата. Тоа не вклучува и нас. Стихови 20 и 21. Но не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене и јас во тебе. Па така и тие да бидат во нас едно и да поверува светот дека ти си ме пратил. Нема детално да навлегувам во ова, но накратко ќе спомнам дека лично не верувам во вредноста на екуменските собири. Во некои од црквите луѓето велат, христијаните од сите традиции треба да се обединат и на тој начин ќе исполниме молитвата на Христос. Но забележете дека овие стихови не се однесуваат на тоа. Тука не станува збор за единство кое ние можеме да го постигнеме, туку за единство кое само тој може да го постигне, а е резултат на дејството на Светиот Дух, кој им помага на верниците да бидат едномислени. Ниту еден одбор или сојуз не може да ги поттикне христијаните да го практикуваат единството за кое што зборува Исус. Поентата не е само да се собираме заедно, туку да бидеме едно во духот, едно во копнежот да го прославиме Бог и да ја споделиме неговата љубов со светот кој се уште не знае за неа. Отецот ја слушна молитвата на Исус и сметам дека ја исполни. Знаете зошто? Бидејќи сите искрени верници се едно во Христос. Затоа неговата молитва е веќе исполнета. Не мораме да бидеме дел од иста црква за да имаме единство. Важно е да живееме во Христос и да му дозволиме да не води преку Светиот Дух. Ако го правиме тоа, ние веќе имаме единство во Него. Потоа вели, јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно и да дознае светот дека ти си ме испратил и нив си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Исус рече, и нив си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Отецот не сака на ист начин како што го сака и Господ Исус Христос. Тоа е навистина прекрасно. Се приближуваме до крајот на ова проучување. Ке ги прочитам стиховите 25 и 26. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот. Оче праведен, светот не те позна. Јас те познав, и овие познаа дека ти си ме испратил, и им го објавив името Твое, и ќе го известувам, та љубовта со која ме возлюби ти, да биде во нив и јас во нив. Причината поради која Исус дојде на овој свет беше за да ни го објави Отецот, односно неговата љубов кон нас. Токму затоа Исус умре на крстот, за да плати за нашите гревови и да ни покаже колку вредиме во очите на Отецот. Треба да се молиме таа љубов да ги исполни и нашите срца. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе обработиме глава 18. А до тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал.
и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.